Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МHz. Почитувани слушатели, драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски парламент. Денеска тука ќе имаме гостин, но кој е тој и зашто ќе зборуваме, ќе дознаете по музичката пауза. Останете заедно со нас на 90,8 МHz. Кажи дали некога сум те оставил, да самуваш, да тагуваш, остануваш сама ти. Кажи ми, лажеш дека простор фали помеѓу нас, лажеш дека ти си била заборавена, оставена со денови, сама ти, лажеш ти. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Наша љубов има чудни правила, си заборавила. Време минува, поминува, заминува. Дојди уште една, за да има причина. Не знам дали можам да ја вратам надежта, оставена, изгубена, длабоко во тагата. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. И како што кажавме во најавата, денеска во емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио UKLO FM Битола имаме и гостин. Заедно со нас и со вас секако доктор Гоце Марковски, советник за кариера, алумни доживотно учење на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и одговорен за работата на Центарот за кариера, алумни доживотно учење, попознат како Кредо Центарот на UKLO. Добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола. Добре ве најдов, Соња, поздрав до вас и до вашите слушатели. Да кажеме веднаш на почеток за поводот за вашето гостување денеска. Имено трета година поред, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, заедно со Општина Битола, објавија конкурс за студентите, за сите оние кои што се заинтересирани да бидат дел од програмата Универзитетска летна пракса.
Токму така, Сонја, на почетокот сакам да кажам дека на моje лично задоволство, значи она што беше идеја пред неколку години, веќе се преточи во една акција која што успешно се спроведува трета година поред. А всушност идејата за универзитетска летна пракса која потекна од Центарот за кариера, алумни до животно учење беше прифатена од нашето раководство, а исто така кога ја пренесовме и во општина Битола и од градоначалникот на општина Битола, со задоволство беше прифатена и така започнавме со реализација на оваа активност. Активноста започна, како што напоменав, при 3 години. Позитивно е тоа што нашите студенти имаат можност да ги практицираат своите вештини, од една страна, од друга страна, праксата бидејќи се изведува во летните месеци јули, август и септември, имаме можност за покривање на слободните позиции во општината, а општината за тоа ги наградува нашите студенти со по 10.000 денари месечно. Значи, само да потенцирам дека праксата временски се изведува во 3 месеци, месеците јули, август и септември, меѓутоа секој студент има право на едномесечна платена пракса за која добива надоме со 10.000 денари. Ова е одлична соработка меѓу Универзитетот и општина Битола, Универзитетот како член на Европската универзитетска алијанса Колорс, а општина Битола како асоциран партнер на Универзитетот во Колорс. Токму така, Сонја, веќе од минатата година, кога веќе Универзитетот стана дел од алијансата Колорс, тоа е алијанса на европски универзитети, ги конектиравме сите овие 3 субјекти, така да годинава веќе општината како асоцијативен партнер и ние како дел од алијансата Колорс успеавме ова активност да ја спроведиме во рамките на активностите кои што ги спроведува универзитетот, а се дел од активностите на Колорс алијансата. Да кажеме дека години наназад студентите бара да имат пракса, она што го учат како теорија да можат и во пракса да го спроведуваат, а реализирањето на ова платена универзитетска пракса е вистински погодок. Она што се случуваше изминатите години во рамките на овај проект, еве би го нарекле, добива позитивни реакции од страна на студентите, но исто така и од страна на општина Битола. Дека сме на вистинскиот пат потврдува и фактот што студентите кои што беа во првата генерација на универзитетска летна пракса веќе и трета година аплицираат на истата. Значи во тек е повикот за прибирање на понуди, односно апликации на студентите кои сакаат оваа година да бидат дел универзитетската летна пракса. Така да од апликациите забележувам дека дел од студентите кои што веќе ја поминале праксата минатата или предминатата година, повторно се пријавуваат и ова година, што доволно зборува за вниманието кој што го привлековме кај нашите студенти, односно задоволството што студентите го искажуваат кон ова наша програма. Сакам да напоменам дека секоја година после завршувањето на универзитетската летна пракса, то негде иде во октомври месец, правиме една анализа на сето она што се случуваше во изминатите 3 месеци. Тука се вклучени и нашите колеги од општина Битола, вклучително и менторите кои што се определени на нашите студенти кои работат во соодветните одделенија. Така да можам да го искажам и задоволството кои што го изразуваат менторите од општина Битола за квалитетот и исполнителноста на студентите кои што се ангажирани во ова универзитетска летна пракса. Па дури и посочуваат дека кога наредната година би имале ваква опција, истите студенти да може да му ги пратиме во нивните одделенија. Секако дека ние излегуваме во пресвет на сето тоа, меѓутоа целта ни е студентите и да ротираат во одделенијата во општина Битола. Така да често пати се случува да еден студент покрај во едно одделение има можност да практицира и во останатите одделенија се со цел да се запозна со процесот на работа и да поможе да онаму каде што има потреба. Рековте во одделенијата на општина Битола, меѓутоа исто така студенти се ангажирани во јавните претпријатија на општина Битола. Точно така, значи доколку постои опција, можност, оние јавни претпријатија кои што се под капата на општина Битола исто така да примат дел од практикантите кои што се дел од универзитетската летна пракса. Тоа се значи јавните претпријатија во нашата општина, меѓутоа тука се и основните училишта. Само да напоменам дека имаме одлична соработка и со основното училиште Ѓорги Сугарев, каде што има паралелки за деца со посебни потреби, тука во пресрет излегува студентите кои што се од педагошки факултет од насоката социјална и рехабилитациона педагогија.
Исто така, можам да кажам дека дел од овие студенти веќе се ангажирани како асистенти во програмата на владата на Република Македонија да работат со ваков вид на деца. Повикот за универзитетска летна пракса тоа се реализира во соработка на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и Општина Битола, беше отворен до 20 мај. Меѓутоа, рокот за пријавување ќе се продолжи. Секако Сонја, бидејќи знаеме дека е сега време на колоквиуми, на привршување на наставата кај студентите, одлучивме да му дадеме дополнителна шанса на студентите, повико да го продолжиме до 30 мај, така да ги повикувам повторно сите оние заинтересирани студенти кои што сакаат да бидат дел од оваа програма, да се пријават на отворениот повик. Кои се критериумите при изборот на студенти кои што би се вклучиле во летната пракса или би биле ангажирани за летна пракса? Така, еден од основните критериуми се разбира да бидат редовни студенти, да имат заверено летен семестар и да бидат исполнителни и одговорни. Она што го бараме од студентите е да потпишат изјава дека совесно и одговорно ќе се однесуваат и дека ќе ги почитуваат правилата кои што се воспоставени во канцеларијата каде што би изведувале практиканската работа. Тоа е чисто како резултат на заштита на податоците со кои ќе дојдат во допир. Што се треба да поднесат при аплицирањето? Стандардно при аплицирањето треба да поднесат студентите Европас CV, писмо за интерес, односно мотивационо писмо, потврда од факултетот дека кои имат запишано летниот семестар и своерачно подпишана изјава дека ќе ги почитуваат правилата кои што важат во институцијата каде што ќе бидат на пракса. Во оваа прилика сакам да напоменам дека дел од студентите кои што се на пракса, посебно од високата медицинска школа, практиканската работа ја изведуваат и во домот за стари лица Сјурайдер, каде што се добро прифатени и навистина дури имаме и повик за вработување на дел од студентите кои што ја изведуваат практиканската работа таму, додека за дел од студентите кои што се од ветеринарната струка обезбедувам практиканската работа во зоолошката градина во Битола. Заинтересираните студенти, потребните документи, да речеме, за пријавување треба да ги достават во електронска форма? Да, во соработка со Општина Битола имаме отворено мејл кој што е објавен на самиот повик. Тоа е наменски мејл универзитетска пракса @bitola.gov.mk, каде што студентите ги доставуваат во електронска форма сите потребни информации. Доколку недостасува некој дел од документацијата, не излегуваме во пресред, значи ги контактираме лично кандидатите со цел да ги достават комплетната документација и така потребните документи комисијата која што ставено членови на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, како и членови од Општина Битола, ги разгледуваме документите, ги прифаќаме оние кандидати кои што се подобни, кои што сметаме дека би били успешни во практиканската работа и правиме распоред за кој студент каде ќе изведува практиканската работа. Се разбира дека во овој случај излегуваме во пресред и на студентите согласно нивните барања за местото на изведување на практиканската работа, исто така и за периодот кога се слободни, значи излегуваме во пресред, дали тоа ќе биде во јули, август или септември месец. Рековме, крајниот рок за доставување на документите се продолжува до 30 мај 2025. Заинтересираните имаат време да ги соберат потребните документи, да ги достават на електронската адреса која што ја кажавте, а истовремено детални информации можат да најдат на конкурсот кој што е објавен на веб страницата на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, uplo.edu.mk, исто така и на веб страниците на единиците каде што студираат, но и на веб страната на Општина Битола. Точно така, и да напоменам дека на линкот на Кредо центарот се поставена информацијата, а исто така информацијата е споделена на останатите социјални мрежи, како што е Facebook, LinkedIn, Instagram и така натаму. Во ред, очекуваме да има голем број заинтересирани, рековте до сега барем околу 20 на пријавени, но до 30 мај сигурно ќе се пополни бројот, 40 подсетуваме студенти ќе можат да се пријават, мислам да бидат учесници во оваа летна пракса. Некаде кон средината на јуни веројатно ќе се знаат точно имињата, па ќе бидат навремено информирани. Точно така, значи Сонја, искуството од претходните години ни покажа дека секогаш студентите се заинтересирани да бидат дел од оваа пракса
и како вообичаено го чекат последниот момент. Јас пак ќе речам дека можеби како резултат на врските кои што ги имаат во овој период од годината, така да не представува никаков проблем. Доволно е да не контактираат нас доколку имаат некој проблем со аплицирањето, така да ние сме тука да им поможеме и да му излеземе во пресред. Годинава и една новина врзана за универзитетската летна пракса, но за тоа ќе проговориме по музичката пауза. Почитувани слушатели, останете и понатаму заедно со нас на 90,8 МГц. Ги криеш сите твои тајни, сепак знај, и тие имаат свој почеток и крај. И денот има сонце и месечина, само стравот нема добра причина. Само љубав нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол махнеш. Дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме. Дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Твои тајни сепак знај, сите радости се најстрекни во мај. И ноќта темна бара своја светлина, ко што минатото ни крои имнина. Само љубав нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол махнеш. Дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме. Дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол махнеш. И еве неповторно назад во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, ја следите емисијата Студентски парламент и подсетуваме уште еднаш дека заедно со нас денеска е доктор Гоце Марковски, советник за кариера, алумни до животно учење на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и одговорен за работата на Центарот за кариера, алумни до животно учење, односно Кредо Центарот на Укло. Доктор Марковски, рековме дека оваа година имаме и новина кога се работи за универзитетската летна пракса, значи освен што Укло како член на Европската универзитетска алијанса Колорс, заедно со асоцираниот партнер во Колорс, општина Битола, веќе трета година ја реализира ова универзитетска платена летна пракса. Од оваа година за прв пат и летна универзитетска пракса заедно со општина Прилеп. Точно така, Сонја. Значи, имајќи го предвид фактот дека Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола е регионален универзитет, односно делува во голем дел од југозападниот дел на Република Македонија, вклучително и општина Прилеп, а имајќи го во предвид и позитивните одеци кои што се прослеа за реализацијата на ваквата пракса и позитивните резултати кои што се добија, имавме состанок и со општина Прилеп, каде што се изразија огромно задоволство да ваквата универзитетска летна пракса, односно ваквата програма ја спроведиме и со општина Прилеп. Така за прв пат оваа година веќе го објавивме повикот за општина Прилеп. Како почеток ќе имаме можности за 5 студенти да изведуваат платена пракса во рамките на програмата универзитетска летна пракса,
И во овај момент сакам да ги повикам сите заинтересирани наши студенти кои што се со место на живење во општина Прилеп да аплицираат и да бидат дел од ова можност која што му се укажува Центарот за кариера алумни до живот учење при Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, а се со цел токму да ги зајакнат своите компетенции за вработување, бидејќи навистина праксата се одвива во реално работно време, се одвива со реални активности и студентите реално може да се запознаат со проблематиката и со сето она што во иднина како вработени би се соочиле во рамките на нивните позиции кои би ги работели на соодветните работни места. И оваа пракса, мислам, во општина Прилеп, што ќе се реализира исто така се дава надомест 10.000 денари месечно. Некој ќе рече па и не е некоја висока сума, меѓутоа некогаш не треба да се гледа само финансискиот дел, туку повеќе она што се добива како знаење и можност, имајќи предвид дека сето тоа влегува и во CV-то на студентот. Точно така, значи материјалниот дел од ова универзитетска летна пракса не е она целта која што сакавме да оствариме, туку целта беше студентите да добијат една додадена вредност, односно да ги зајакнат своите компетенции и своите вештини при барање на работа. А бидејќи како Центар за кариера алумни до животно учење организираме и обуки за меки вештини, односно обуки за вештини за вработување, а во исто време соработуваме и со голем дел на работодавците што се во нашиот регион, често пати се соочуваме со проблемот за вработувањето на младите. Значи, во периодот кога започнавме да соработуваме со бизнис заедницата во Република Македонија, најдувавме на неков благ отпор од страна на бизнис секторот, не припознавајќи ја важноста на соработката на академската заедница со бизнис заедницата, да во последните години веќе тој склоп се менува, односно се повеќе веќе бизнис заедницата не гледа како соодветен партнер и се повеќе идеите за соработка помеѓу универзитетот и бизнис заедницата доаѓа токму од нивната страна. Ние сме секако отворени за тоа, секако дека ги прифаќаме сите такви идеи, подпишуваме меморандуми за соработка, меѓутоа поентата што сакав да кажам е дека навистина при аплицирањето за работа, во пополнувањето на CV-то или формата која што е потребна да ја поднесат студентите за соодветната позиција во одредена компанија, значи многу е важно кога ќе наведа дека тие во текот на своето студирање имале изведување на некаква практиканска работа, односно дека ги избогатувале нивните компетенции. Тука секако и обуките кои што ги организираме, како и ваквиот вид на активности кои што се во рамките на Центарот за кариера алумни до животно учење. Добро, како прва година соработка помеѓу УКЛО и општина Прилеп, се надеваме дека ќе има одличен одзив од страна на студентите. Подсетуваме, значи тука се работи за студенти со место на живење во Прилеп, како во месеците јули, август и септември кога се изведува практичната работа, да бидат присутни таму без дополнителни трошоци. Точно така, Сонја. Само да напоменам дека токму во оваа емисија сега ние премиерно, односно за прв пат ја објавуваме информацијата дека ваква програма ќе се реализира и со општина Прилеп, та во текот на денешниот ден бидат објавени и повикот на нашата веб страна и на социјалните медиуми на Универзитетот Климент Охридски Битола и се разбира на веб страната на општина Прилеп. И за оваа летна пракса што ќе се реализира во општина Прилеп важат истите услови и критериуми за заинтересираните кандидати. Точно, условите и критериумите се исти, само што се однесува на наши студенти кои што се со место на живење во општина Прилеп, кои што универзитетската летна пракса ќе реализираат во општина Прилеп. Ние таму имаме определено контакт лице, тој е магистер Гоце Момбаровски, така да после аплицирањето и средувањето на целокупната документација, нашите студенти ќе бидат поврзани со контакт лицето од општина Прилеп. Добро, уште да кажеме во овај дел дека потребните документи за пријавување треба да ги достават на вашиот мейл, значи на goce.markovski@uklo.edu.mk и кај колешката Даниела Антоновска Крстанова на мейлот daniela.krstanova@uklo.edu.mk. Конкурсот е отворен до 30 мај 2025, па еве заинтересираните да побрзат и да се пријават. Точно така, јас уште еднаш би апелирал до сите заинтересирани студенти да искористат оваа можност која што им е овозможена, бидејќи навистина значи многу.
Ова го кажувам како искуство од изминатите неколку години, како од страна на студентите кои што веќе беа дел од оваа универзитетска летна пракса, така и од страна на менторите кои што беа определени на нашите студенти за изведување на практиканската работа, па и од самата општина Битола. Значи, повикот, како што напоменавте, до 30 мај 2025 година, останува отворен на можноста за сите студенти да можат да аплицираат и да искористат шансата да ги зајакнат своите компетенции, своите вештини, кои што навистина во иднина би значеле многу. Имаме уште една информација која што сакаме да споделиме со нашите слушатели, но ќе ја слушнат по музичката пауза, па еве, почитување, останете понатаму на 90,8 МГц. Доктор Марковски, рековме дека за слушателите на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УПЛФМ Битола ќе споделиме уште една информација. Еве, кажете ние. Токму така, Сонја, значи само да напоменам дека Центарот за кариера, алумни доживотно учење во постојана комуникација со своите соработници и дека секогаш работи во интерес на студентите и во интерес на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола и сето она што е интересно за универзитетот и за студентите воспоставува соработка и го реализира. Токму во рамките на таквата насока која што ја водиме ние како центар и како универзитет е и програмата која што веќе исто така трета година поред ќе се објави повик, тоа е платена
пракса преку World University Service, која што е спонзорирана од канцеларот на Северна Рајна-Вестфалија. Имено, секоја година 50 на студенти од државните универзитети во Република Македонија имаат можност 3 до 6 месеци да практицираат во соодветни компании, а за тоа да добиваат финансиски надомест од World University Service, односно од владата на покрајната Северна Рајна-Вестфалија по 15.000 денари. Ваквата активност би започнала негде во октомври месец, меѓутоа на 27 мај од 12 до 13 часот имаме организирано инфоден на кој сите заинтересирани студенти би можеле изворно да се информираат за условите, начините и сето она што значи Transition Support Macedоnia се вика програмата, значи во превод би значило поддршка за трансформација од образование во реален сектор. А во изминатите 2 години веќе имаме значителна бројка на студенти од нашиот универзитет кои што беа дел од оваа програма и според статистиката која прават колегите од World University Service, голем дел од тие студенти веќе се останати во Република Македонија и се вработени во соодветните компании каде што ги изведува и своите практикански активности. Да напоменеме, значи, целта на оваа програма е младите да се задржат во земјата нивна родна. Точно така. Значи целта и она што е тенденција на нашиот универзитет и она што го потенцираме на секое и сите активности кои ги преземаме, токму е намерата младите да останат не само во државата, туку да останат и во регионот каде што функционираме, односно каде што работиме. Имаме голем број на активности, меѓу кои ќе напоменам и соработката со општина Новац, кој што така доделува стипендии за студенти кои што студираат на нашиот универзитет, се од општина Новац и кои својата иднина ја гледат во овој регион. Рековте инфоденот ќе се одржи на 27 мај, каде? Инфоденот ќе биде онлайн, значи тој е леснителна околност, да, ќе биде онлайн, ќе се одржи на 27 мај од 12 до 13 часот. Информацијата ќе биде објавена на веб страната на универзитетот, на социјалните мрежи, на страната на Центарот за кариера алумни до животно учење, исто така ќе биде споделена со сите студенти на универзитетот. Инфоденот ќе биде на Zoom платформата, а студентите треба да се пријават само на линкот кој што ќе им биде доставен или ќе биде достапен на веб страната и на социјалните мрежи, автоматски ќе бидат поканети на платформата Zoom да се вклучат во периодот од 13 до 14 часот на 27 мај оваа година. Ако добро се сеќавам, при организирањето на овие средби, кои што минатите години нели ги имавте организирано, беше кажано дека заинтересираните, оние што ќе се пријават, нели, потоа за нив се организираат и други сесии, ако можам така да ги наречам, каде што ќе бидат информирани за други, запознати со други работи. Точно така, значи целта на оваа програма која што спроведуваме со World University Service Германија, а која што е финансирана од канцеларот на покрајната Северна Рајна-Вестфалија во Германија, е еден процес кој би го поминале студентите реално до вработување. Што значи, покрај овај инфоденот, значи сите студенти кои што ќе бидат определени и ќе бидат избрани точно така, избрани да бидат дел од оваа програма, ќе посетат неколку обуки. Тие се обуки за меки вештини, во која ќе се обработат програмата како да се изработа CV, како да се подготви мотивационо писмо, како да се однесува при интервју на работа и како да ги развиваат своите комуникацијски вештини. За подоцна, кога веќе ќе бидат дел од програмата, се организираат уште дводневни работилници, кои што се платени нормално од World University Service и се бесплатни за нашите студенти, каде што се обработуваат програмите за како да се постават цели, што значи практиканската работа, зошто е битна практиканската работа, како да се решаваат проблеми во практиканската работа, како да се биде тимски играч, исто така дополнително ги развиваме и комуникацијските вештини и сето тоа преку интерактивни обуки кои што се дводневни, како што напоменав, и тука мора да го запазиме тој социјален аспект кој што се развива на овие обуки, односно меѓусебното дружење, запознавање помеѓу себе и нормално вмрежување кој што ќе може да го направат самите студенти. Како што напоменав, ова ќе биде веќе трета година, во изминатите 2 години имавме голем број на студенти од сите државни универзитети. Морам да напоменам дека предњачат нашите студенти од нашиот универзитет и на вистина фидбекот кој го добиваме назад е вистина за пофалба.
Доктор Марковски, кажавме доста информации за нашите студенти. Останува уште еднаш да ги подсетиме, нели, заинтересираните за универзитетска летна пракса во општина Битола е отворен до 30 мај 2025 за универзитетска летна пракса како резултат на соработка меѓу УКЛО и општина Прилеп, исто така до 30 мај 2025. Потребните информации ќе ги најдат во конкурсите кои што се објавени на веб страницата на универзитетот uklo.edu.mk, на единиците на универзитетот, но исто така и на социјалните медиуми на УКЛО. И за последната информација за учеството на тој инфоден на 27 мај, линкот исто така ќе го најдат на веб страницата. На веб страната, значи ќе биде на платформата Zoom, на веб страната може да се пријават, а и колегите од World University Service благовремено, согласно податоците кои што ги добијат, ќе му испратат покана за вклучување во оваа платформа. Значи, драги студенти, искористете ги можностите кои што УКЛО ви ги нуди преку Кредо центарот. Јас се приклучувам на вашиот повик и повикувам сите заинтересирани студенти да ги искористат овие можности кои што им се нудат, бидејќи навистина значат многу во нивниот кариерен развој и во нивните достигнувања кои што во иднина би ги реализирале како професионалци после завршувањето на нивното образование. Доктор Марковски, ви благодарам за вашето учество во програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Благодарам и на вас и благодарам за поддршката која што не давате во континуитет при промовирањето на ваквите активности кои што Центарот за кариера, алумни до животно учење на УКЛО ги има скоро редовно преку целата година. Да ме гледаш, немој очи да ми бараш, за тебе ме нема, јас и ти сме болка стара, по-добро да не знам, каде и со кој си сега, и од овде бегам, кога веќе не ти требам, казна и со тебе, но и без тебе, и овој живот мој не е бајка бела, штом те има, па те немам, никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Не знам дал ќе успеам да простам се и да заборавам. Никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Не знам дал ќе успеам да простам се и да заборавам. Сакам да слушнам, ниту збор да знам за тебе, ќе смирам душа. Ако бидам сам со себе, нема пат за назад, нема веќе да сме цели, што и да ми кажат, кога некој трет не дели, казнај и со тебе, но и без тебе. И овој живот мој не е бајка бела, штом те имав, па те немам. Никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Не знам дал ќе успеам да простам се и да заборавам. Никој како тебе не бакнува.
И кон крајот на денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, со вас ја споделуваме информацијата дека на 14 мај 2025 Факултетот за безбедност во Скопје беше домаќин на инспиративен и рекреативен спортски настан. Универзитетската трка и фрка 2025, која со своето второ издание веќе прераснува во традиционален собир на академската заедница на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Настанот, организиран со поддршка од академската и административната структура на УКЛО, посебно тимот на Факултетот за безбедност, како и постојаните партнери од Црвениот крст и тренинг центарот на Министерството за внатрешни работи, опфати колоритен сет на активности за унапредување на психофизичкото здравје, обука за психолошка добросостојба, трка и забавни игри. Трката се одржа на специјално бележана атлетска патека долга 2,5 километри, која успешно истрча сите пријавени учесници, студенти, вработени по ранешен кадар на УКЛО, под менторство на спортски тренер. Во рамките на делот фрка беа застапени активности во кои одмерувањето на силите беше помеѓу сите присутни спортисти и ентузијасти, според кои ваквите настани се символ на заедништво, ентузијазам и академски спортски дух, потврдувајќи дека рекреацијата и здравите животни навики стануваат се поважен сегмент од студентскиот живот. По завршувањето на спортскиот дел во поставената мобилна единица на колаборативниот простор на УКЛО Колорс се одржа забава, каде студентите, кадрите и гостите има можност да се опуштат, да се дружат и да уживаат во позитивна и пријатна атмосфера. Во мажка и женска конкуренција беа прогласени најдобрите тркачи, а на првопласираните им беа доделени медали, дипломи и пригодни награди од брендот на Colors. Сите учесници добија благодарници, символична потврда за учеството во духот на заедништвото. Силна поддршка за успешна реализација на трката обезбедија професори од Факултетот за безбедност, меѓу кои професор доктор Марина Малиш-Саздовска, професор доктор Јонче Ивановски, декан на факултетот, како и Александар Кираджиев, етаблиран спортски работник и наставник. Според нив, спортските настани се значаен елемент од академскиот живот. Тие ја зајакнуваат тимската култура, ја промовираат дисциплината и се грижат за менталното и физичкото здравје на студентите. Во рамки на настанот се одржи работилница на тема психолошка добросостојба и здрави животни стилови во организација на психолошкото советовалиште на УКЛО, водена од професор доктор Драгана Батик. Истакнато е дека со давање приоритет на здравите навики, како што се правилна исхрана, одмор, физичка активност, релаксација, регулација на емоции, социјална поддршка и медитација, преземаме активна улога во превенција на бројни физички и ментални болести и придонесуваме кон исполнет и среќен живот. Беа презентирани истражувања кои ги покажуваат бенефитите од физичката активност врз физичкото и менталното здравје на човекот, а стана збор и за значењето на медитацијата како вештина која може да се научи и да има позитивно влијание врз добросостојбата на луѓето. И оваа година манифестацијата се одржа под боите на Европската универзитетска алијанса Colors, во која УКЛО активно учествува. Трката беше дел од пошироката мисија на Colors за поврзување на младите, интернационализација на академската заедница и афирмација на спортот како начин на живење. Со ова, УКЛО уште еднаш покажа дека студентите се во срцето на неговите активности, а спортот е алатка за зајакнување на академската кохезија и припадност. Академската раководителка на УКЛО Colors, професор доктор Рената Петревска-Нечковска, изрази голема благодарност и задоволство од успешната реализација, потенцирајќи дека ваквиот сестран пристап во комбинација на различни активности кои оформуваат еден комплетен сет на теоретско-практична настава, не е само спортски настан, туку е платформа за меѓусебно поврзување, здрав начин на живот и европска вредносна ориентација на нашата академска заедница. Гордост е што преку Colors ја внесуваме европската енергија во секојдневието на УКЛО со иновативни методи на настава и практика. Организаторите најавуваат дека универзитетската трка и фрка ќе продолжи да се одржува секоја година со план да се прошири со нови атлетски дисциплини и активности, надпревари во модерни танци и изработка на мотивацијски видеа. Преку оваа иницијатива, УКЛО се позиционира како иновативна, активна и европски ориентирана академска средина, каде спортот, образованието и меѓусебното поврзување одат рака под рака.
тука го завршуваме ова издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. По книгите на мудрости човек жив со време се ке научи, точно е и звучи како вистина, но не и во љубовта. А нашата еднаш блескаше ко сонце и се уште в срце ми тле светлина. Тоа што за тебе знам скоро се малку ми помага. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт темен срцево ми е, но само љубовта, ко тајна лозинка до тебе пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт темен срцево ми е, но само љубовта, ко звезда водилка до тебе пак ме донесе. Меѓу нас едно с Богом долго стои превисок цид за гордоста да прескокне. Ме гледаш, а позната ти гори искра во очите. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт темен срцево ми е, но само љубовта, ко тајна лозинка до тебе пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт темен срцево ми е, но само љубовта, ко звезда водилка до тебе пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт темен срцево ми е, но само љубовта, ко тајна лозинка до тебе пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт темен срцево ми е, но само љубовта, ко звезда водилка до тебе пак ме донесе. Укло ФМ Битола, мај 2025 година. Укло ФМ 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk